Во денешното интервју на Инбокс 7 разговараме со поранешниот врховен судија и поранешниот судија во Судот за човекови права во Страсбург, Маргарита Цаца Николовска. Господјо Николовска, како ја коментирате одлуката на Врховниот суд наместо од својо мислење да бара од основното јавно обвинителство за случај на специјалното обвинителство? Па јас веќе кажав што мислам за правното мислење на Врховниот суд. Сметам дека тоа е избрзана одлука, најблаго речено. Сметам дека во дадениот момент многу поупатно беше да се остават или да се искористат другите инструменти кои што се на располагање, а тоа е барањето на автентично толкување на законот, ако нешто не им е јасно, или барањето пред Уставен суд ако сметаат дека законот е спротивен на уставните одредби. Вака донесеното мислење е фактички препишан само законскиот текст, без да се даде некоја голема аргументација зошто е одлуката таква. Моето искуство зборува дека Врховниот суд требал апсолутно да го анализира секој збор на предметниот закон, па дури и запирките и точките во насока за квалитетно давање на она што значи образложение ако веќе се упуштил во таква одлука. Сепак, значи, крајното мислење мое е дека ниту е аргументирано даденото мислење, кое што без аргументација е неквалитетно, ниту пак се користени другите средства од каде што би можеле и судиите и обвинителите да го осетат духот на Законот за специјалното јавно обвинителство. Вака донесената препишана одлука на законот секако дека не носи до разјаснување на она што евентуално би можело да биде правно мислење на највисок судски орган. И покрај тоа што повторно велам дека имајќи во предвид неговата надлежност, имајќи во предвид законските одредби, Врховниот суд во овој момент не можел да се впушти во таквата носење на таква одлука. Така, оваа одлука на Врховниот суд се должи на Законот за специјално јавно обвинителство, кој што се чека од 2016 година, чинам. Министерката Рената Десковска најави дека ќе има нов закон со кој што обвинителството ќе влезе во основното јавно обвинителство. Сметате дека така специјалното обвинителство ќе задржи автономијата и ќе биде непристрасно? Па јас морам да ви кажам дека конкретниот текст во делот на специјалното јавно обвинителство со задржување на автономијата не сум го видела. Ова се повеќе дискусии, шпекулации што ги слушам во јавноста. Она што е за мене важно е дека е потребно што готи да се донесе како одлука да се овозможи специјалното јавно обвинителство да продолжи да работи заради тоа што таа работа што ја има изведено, спроведено, да не се фрли во вода. Тоа се големи активности и тие активности апсолутно треба да се имаат во предвид од било кој орган кој што понатаму треба да постапува. Дали е тоа редовното обвинителство, дали специјалното јавно ќе добие некој друг статус во рамките на редовното обвинителство, битно е да се овозможи понатамошно работење на оваа установа. Така, вие сте поранешен судија во Европскиот суд за човекови права. Опозицијата кај нас тврди дека се злоупотребува мерката притвор за да се заплашуваат нивни членови. Сметате ли дека нашите судови ја злоупотребуваат оваа мерка? Прашањето за мерката притвор отамна било предмет на анализи и разгледување. Дури и кога бев судија на Европскиот суд за човекови права, прашањето за притворот го елабориравме и имавме направено еден водич за примена на мерката притвор. Во сам почеток тој водич беше направен некаде 2008. Судиите, адвокатите, обвинителите беа многу заинтересирани
заинтересирани и го користеа тој водич заради тоа што тука на некој начин ние дававме одредени сугестии, пракса на Европскиот суд, се со цел правилно да се употребува мерката притвор. После извесно време интересот многу опадна и мислам дека сега во дадената ситуација се приде и кон злоупотреба на дискусиите околу тоа кога треба мерката притвор да биде изречена, кога е изречена, што се постигнува и така натаму. Аргументацијата по однос на сегашната состојба не се движи кон правна елаборација, што не е за прифаќање и лично сметам дека во едни аргументирани дискусии граѓаните и стручната јавност може повеќе да добие сознание за мерката притвор и да се остави за оценување на она што значи донесување на таа мерка визави она што значи причини и аргументи за таквата мерка. Имаме ли независно судство какво што ветуваше власта предизборно? Да ви кажам дека по однос на независното судство, Институтот за човекови права има направено доста анализи, се имам и јас произнесено, се има произнесувано и меѓународниот фактор, меѓутоа дека некоја голема реформа во оваа насока не е направена и покрај тоа што има промена на законските текстови. Идејата е во оној момент кога ќе поминат законските текстови пред собрание, да се види нивната примена, нивната имплементација и во таја насока тогаш можат да се дадат многу поконкретни одговори што се случува со независноста на судството. Се уште има големи коментари, се уште има големи напади и сите тие работи треба сеопфатно да се гледаат и за да се донесе една конкретна одлука, односно конкретна оценка и анализа во таа насока. Така, каде гледате вината за бегството на екс-премиерот Никола Груевски? Во специјалното јавно обвинителство, во МВР, во Управата за финансиско разузнавање или пак друг орган или поединец? Тоа е една состојба која што секој од свој аспект овие органи има дадено своји размислувања и мислам дека дел од тие размислувања кај секој од нив се во една насока прифатливи, во друга насока треба да бидат предмет на поширока анализа. Она што е битно да се каже е тоа дека фактички екс-премиерот успеа да изигра многу органи и да помогне. Очигледно дека голема помош имал и очигледно е дека таја помош не е лоцирана од каде е дојдена за излез од државата. Истрагата која што се уште се спроведува, покажување на факторите, треба да даде одговор на тоа прашање и од кога ќе се даде еден таков одговор, тогаш ќе може да се прави некоја многу поконкретна анализа. Се бараше голема одговорност од страна на министерот за внатрешни работи, се дадоа одредени искажувања, меѓутоа тие искажувања во дадената ситуација за жал не можат да бидат предмет на правна оценка заради тоа што фалат многу елементи за таквата оценка. Сметате дека долго трае оваа истрага? Мислам дека долго трае, меѓутоа од друга страна самата истрага може би е во насока да не може да се утврдат одредени околности. Слушнавме дека камерите биле оневозможени да снимаат или снимките ги немало, меѓутоа тоа е за она што се случува веќе од кога поранешниот премиер влегол во Албанија, меѓутоа не е утврдено како тој излегол од Македонија. А од друга страна факт е дека излегувањето од Македонија не е голем проблем и дека може без некои посебни да кажам превземање на мерки да се
се излезе од државата. Тука имаат, како да кажам, одговорност многу органи во насока на следење на однесувањето на премиерот, кои што елементи не се познати на јавноста, предпоставувам дека се предмет на истрага и мислам дека е редно веќе да се даде едно соодветно известување на јавноста до каде и што може истрагата да утврди, а што не може. Постои можност ништо да не се утврди, меѓутоа потребно е тоа да биде презентирано на јавноста. Во време кога го решивме најголемиот спор за влез во Европската Унија и НАТО, тапкаат реформите во правосудството. Сметате ли дека сме подготвени за влез во Европската Унија со овој текст со кој што се движат правосудските реформи? Правосудните реформи се движат во една насока која што лично јас не сум задоволна од брзината. Меѓутоа, како што реков во почеток, многу работи треба да се донесат во парламентот, законите треба да почнат да се имплементираат, судскиот совет треба повеќе да работи на она што значи пропусти кај одредени судии, има искажувања, односно има дури и покренато предмети за 5 судии на Врховниот суд и судскиот совет тука молчи. Идејата да се премолчуваат работите секако дека не е во насока на позитивна оценка од страна на Европската Унија. И лично сметам дека судскиот совет веќе крајно време, ако ништо друго, да ја донесе било каква одлука во овој спор, во оваа насока, за да може во крајна линија да се утврди и неговата ефикасна и ефективна работа, односно остварување на неговата надлежност и секако транспарентноста. Институтот ја следи работата на судскиот совет и покрај тоа што има одреден напредок во овие 3 сегменти, сепак сметам дека напредокот е недоволен и дека повеќе се оди на некој начин во формално правна насока, отколку во суштинска насока на остварување на ефикасноста, транспарентноста, ефективноста, се со цел, меѓу другото, да се тргнеме од она придавка што ја имаме заробена држава, како резултат и на заробеното судство. Во однос на тоа како Македонија може да добие независно судство? Немаме време тоа многу да го елаборираме, меѓутоа факт е дека треба неколку работи да се оценуваат покрај квалитетот на избраните судии, нивниот интегритет кој што е многу важен и кој што преку работата во предметите тој истиот може да се оценува и секако преку работата на судскиот совет. Пасивноста на судскиот совет во делот на оценување на работата на судиите во никој случај не смее да остане така. Напротив, и со новиот сега состав апсолутно треба да се пристапи кон ефикасно остварување на својата надлежност. Имаме први судски случај за говор на омраза. Иако тоа го гледаме секојдневно и не се намалува, има од 20 такви постапки. Колку отварањето на такви случаи помага државата да добие позитивна оцена од Европската Унија? Мислам дека тоа помага. Факт е дека се почнува да се разрешуваат состојбите со говорот на омраза, што не беше случај до сега. На некој начин тие само се констатираа од одредени невладини организации без да има судска завршница. Прашањето на судска завршница, прашањето на евентуалното казнување е многу битно и мислам дека тоа ќе биде позитивно оценувано од страна на Европската комисија и покрај тоа што треба уште многу да се работи и да не се остане само во иницирање на судски постапки за овие предмети,
Следењето на состојбата мора да се движи понатаму и уште што е многу важно, завршување на секоја таква една постапка која што води до говор на омраза, заради тоа што нити слободната изразување на мисла ќе биде остварувана, нити пак медиумите ќе можат, и се разбира и другите личности кои што се засегнати со тој говор, ќе можат да ја остваруваат својата функција на оној начин на кој што треба тоа да го прават. Господи Цаца Николовска, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Во секое време спремна сум да презентирам она што е аргументирано во делот на вашите прашања и само на тој начин новинарството ќе остварува својата независна функција. Го следевте интервјуто со судиката Маргарита Цаца Николовска.